Премиерот Мицкоски повторно ја фрли ракавицата. Ако опозицијата смета дека треба да има предвремени избори, тогаш власта е подготвена позитивно да одговори. Опозицијата пак се подели, Дуи го прифати предизвикот и вели: "Ние сакаме", додека СДСМ како подисплашени го одбија. Велат не сакале да бидат алиби, ако сака власта сама нека си ги распише. Според премиерот Мицкоски, граѓаните не сакаат избориот и наминатите и дале на оваа влада мандатот 4 години да ги спроведе неопходните реформи, но доколку опозицијата смета е потребно ново изборно соочување, тогаш власта нема кукавички да седи на страна. Граѓаните не сакаат избори, граѓаните сакаат реформи и континуитет на процесите кои што ги води оваа влада. Затоа ја направи онаа споредба на почеток 3:1 на перформансите на оваа влада споредено со претходната влада. Ние како коалиција имаме добиено легитимитет од граѓаните за да бидеме влада 4 години. Но она кое што јас вчера го кажав, ќе го потврдам, а тоа е доколку опозицијата мисли дека се потребни предвремени избори, се разбира, ние како кукавици нема да седиме на страна, туку ќе одговориме на тоа барање позитивно и се разбира дека ќе ги победиме. Лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој поречиси 2 неделно отсуство од јавноста, конечно се јави на пресконференција, го одби предизвикот. Вели СДСМ била подготвена за избори, но немала да дозволи да биде алиби за власта. Доколку премиерот сака изборно соочување, си има апсолутна власт да го стори тоа. Сам нека си ги распише. Ние немамо бидеме алиби за избори. Кажав, избори ќе закаже премиерот, кој што има двотретинско мнозинство. Апсолутна власт на секој ниво. Председателката, извршната власт, собранието двотретинско мнозинство во општините, централна, локална власт, може да се направи избори кога сака. Ние нема бидеме алиби. Филипче предвидува дека избори ќе имало кога на власта ќе снемало пари, а СДСМ како партија била подготвена да настапи на нив кога и да бидат тие распишани. Имале тим, имале програма, дури имале и мастер план. За разлика од нив, опозицијската Дуи на Али Ахмети буквално со две раце го прифати предизвикот и ја поздрави подготвеноста на премиерот за избори. Побараа изјавата, односно понудата да се претвори во конкретно дејствување. Доколку понудата на премиерот е сериозна, нема причина за одложување, изговори или политички калкулации. Опозицијата го даде својот одговор. Дуи е подготвена да се распушти собранието, да се определи датумот да одиме на избори. Ова не е прв пат премиерот Мицкоски да ја понуди на опозицијата да се оди на предвремени избори, но секоја негова понуда на еден или друг начин е одбиена од опозицијската СДСМ, чиј рейтинг во моментов е за 2-3 пати понизок од тој на власта. Анкетите покажуваат дека доколку се одржат нови избори, ВМРО ДПМН ќе освои многу повеќе пратеници од тие што ги има сега.